Добар ден, почитувани гледачи. Многу често свесно забораваме некои работи, посебно ако не се така пријатни, не сакаме да ги паметиме. Но за жал се случува и несвесно и несакајки да заборавиме некои информации или некои случувања. И тогаш почнуваме да се загрижуваме. Дали станува збор за нешто случајно или за нешто сериозно кое што наведува на некаква болест. Денес, во емисијата Под лупа, ќе зборуваме за Алцхајмеровата болест воочи 21 септември, денот кој што е светски ден назначен за борба против ова, како што ја нарекува, чума на 21 век. Моја гостинка, на моје задоволство, доктор Јулија Василевска, психијатар. Добре дојдовте во Лупа и во телевизијата Вама. Добре најдов, благодарам на поканава и би сакала уште еднаш да се представам дека доаѓам во двојна улога. Во улога на психијатар, доктор кој работи и се среќава секојдневно со ваква патологија во својата пракса, меѓутоа и како член од женскиот Лајонс клуб Деница од Охрид, да се приклучиме на обележувањето на светскиот ден на Алцхајмер заедно со македонскиот дистрикт 132 на Лајонс клубови во Македонија. Така. Секогаш ревносни сте, значи во одбележување или на вакви некои датуми или на некои други случувања кои што се од општо добро, да ги запознаеме граѓаните или да им ги разрешиме некои дилеми кои што ги тиштат, а не знаат каде да се обратат и каде да прашат. Сега информациите денес на вистина лесно се достапни со современата технологија, но сепак друго е кога ќе слушнеш вака изворно од стручно лице, а друго е кога ќе прочиташ нешто на интернет. Значи, реков, ќе зборуваме за Алцхајмеровата болест и загрижувачки е тоа што ова болест во последно време е се пораспространета. Некаде, како што читав, податоците покажува дека речиси секој втор од тројца луѓе заболува од оваа болест или од некој вид на деменција. Сега тука ќе направиме на разлика што е деменција на старечко заборавање, што е Алцхајмерова болест, што е многу по-сериозно нешто. Но на самиот почеток би сакала да не воведите во тоа што е Алцхајмерова болест, што таа значи, кога е откриена, дали порано постоела, па не сме знаеле, или тоа е нека болест која што се јави во поново време. Ево, така поставивте повеќе прашања, па да дадеме осврет на секој од нив. Навистина, овие гостувања во емисии се благопожелни, затоа што и покрај техниката што ја имаме и технологијата на располагање информации што ги добиваме преку интернет секојдневно, сепак треба да се работи на превенција. Затоа што самите епидемиолошки показатели кај нас укажуваат дека се уште ова болест не се препознава доволно. Ако зборуваме дека се работи за чума на 21 век, додека другите болести, например кардиоваскуларни, стагнираат и се препознаваат навреме, ова се уште не е препознаено, а многу во подем. Во моментот се мисли дека има околу 50 милиони на светот заболени од Алцхајмер, а до 2050 година предикциите се дека ќе има 125 заболени од ова болест. Некако велат дека на секои 3 секунди по еден нов заболен од Алцхајмерова болест се диагностицира. Према овие светски статистики би требало кај нас да има диагностицирани околу 20.000 случаеви според нашава популација, зборувам за старосна популација од 65 години па нагоре. Тие податоци се уште ги немаме, но одат со нагорна линија, како што свеста за превенција, за благонамерно упатување од лекарите од општа пракса, од самите семејства, се зголемува. Така да овие бројки постепено и кај нас растат, значи веќе се прифаќа и тој факт дека кога некој ќе ги примети симптомите кај своите домашни, блиски, најблиски, тоа се обично луѓе во најблиска околина, ги пријавува и бара помош. Прашавте на што се должи зголемувањето на Алцхајмерот. Пред се на пораст на постара популација. Наеме дека популацијата е во пораст, сепак медицината оди напред, се превенираат многу болести, еве спомнав 11% се кардиоваскуларните болести со смален ризик него 2007 година. Значи се зголемува животниот век на популацијата и со тоа зголемување на животниот век се појавува и поголем број на заболени од Алцхајмер.
Ако имаме во предвид дека до 65 години инциденца е 2%, затоа што постојат и така наречени пресенилни Алцхаймер заболувања кои се јавуваат пред 65 година, но за среќа се 2%, се многу поретки. Над 65 години до 70 е 5%, од 70 до 80 е 20%, над 85 дури 60%. Дури не се прави статистика над 85 години, затоа што ако се работи за Алцхаймер, тој се појавува пред 85-та година, затоа што е прогресивно заболување и има долг тек на развој. Сега еден човек кој што ќе заболи од оваа болест, генерално сега може би секој си сме индивидуа за себе и приказна за себе, но колку години би можел да живее со таа болест? Значи колку брзо таа прогресира? Да. Ако земеме во обзир дека се работи за едно хронично заболување, невролошко заболување, дегенеративно заболување, има период пред да дојде до заболување, од некаде десетици години, и период на манифестирање на болест која оди во 3 стадиуми, која исто така може 10 па дури 20 години, во зависност од тип на Алцхаймер, има повеќе типови на Алцхаймер, кои некои за 6 години можат да ги дадат најаките симптоми, односно да западне пациентот во доцен стадиум на болест, а некаде дури имаме прогресија и до 20 години, поспора прогресија. Инаку да споменеме дека и Алцхаймерот е дел од, да кажем, така наречени дементни синдроми, затоа што има и други облици на деменција кои не се Алцхаймер, меѓутоа е застапен со 60% според светска статистика од сите дементни заболувања. Значи, дементните заболувања може да се јават во склоп на васкуларни синдроми, мозочни удари, мозочни хеморагии, други невродегенеративни заболувања, други системски заболувања. Алцхаймерот сам како себе може да се јави во 60%, односно опфаќа 60% од тој круг на тие дементни заболувања. Се јавува прогресивно. Се јавува прогресивно и вообичаено пациентите се јавуваат веќе во некаде раната до средната фаза на заболувањето. Во касната фаза на заболувањето веќе имаме манифестни симптоми и тогаш многу не можеме да делуваме, осим со некои мерки што се од страна на семејството и со друг тип на медицина која ќе дојдам покасно откако ќе ги разглобиме фазите на Алцхаймеровата болест. Се смета причината за настанок не е јасна. Детектирана е пред 127 години, уште 1901 година и по докторот кој бил психијатар и невропатофизиолог Алојс Алцхаймер диагностицирал кај пациентка која третирал 7 години, која била на рана возраст од 50 години, ги детектирал симптомите што и денеска ги гледаме. И ја поставил првичната диагноза која влегла во тогашната психијатриска класификација на болест, самата деменција, односно морбус Алцхаймер. Значи, од тогаш па натаму многу се работи, многу испитувања со оглед на бројките кои навистина се застрашувачки. За жал, помакот не е толку голем колку што се очекува дека ќе биде. Така да во однос на патологијата се знае причинителот, како настанува. Меѓутоа, кои се фактори се, не може да се каже дека се генетски строго. Не може да се каже дека се само влијание на средината, не може да се каже дека се генетски. Од се помалце имаме сознанија, меѓутоа комплетната слика не е направена. Кога ќе се направи комплетната слика, ќе може и да се третира, меѓутоа сега за сега се застанати на понатамошно работење и испитување на болеста. Тоа секако оди многу споро и ќе видиме како ќе се развива. Во секој случај, она што сегашните модели, нели, биохемиски, спектрофотометриски, радиоизотопски се работат и се открива, доаѓа до наталожување на специфични протеини кои се нарекуваат бета-амилоидни протеини во невроните на мозочното стебло, особено на одредени делови на мозокот кои се задолжени баш за тие што ги нарекуваме ние когнитивни функции.
Што се тоа когнитивни функции, да појаснам за слушателите? Тоа се склоп на говор, разбирање, перцепција, внимание, однесување во околина, синхронизација во околина, она што се го правиме за да можеме да функционираме со нашиот мисловен процес и со она што го сознаваме од околина и реакцијата што ќе биде во околината адекватна на тоа. Спрема тоа, во тие делови каде што се одвиваат тие функции, најзастапени се тие бета-амилоидни плаки, тоа се конгломерати на протеини кои се вметнуваат меѓу невроните и прават губиток на мозочно ткиво во тие делови од мозокот. Како реакција на тоа доаѓа и до тие проблеми што настануваат како пат на таа когнитивна сфера или когнитивно функционирање. Дали може на некој начин да се превенира, да сега не се работи на превенција на рана на ран Алцхаймер кој што се јавува пред 65-та година или пресенилни деменции. Тука веќе е дојдено до сознание дека 30% има влијание генетика и се направени веќе лабораториски испитувања кои се прават со ликворни испитувања, затоа што се најдени гени, значи може да се направат генетски испитувања, најдени се гени пресенил 1, пресенил 2, ЕПП ген, кои се задолжени за појава се можен ризик за појава на пресенилна деменција, која нели е многу потешка и со многу побрза прогресија. Кај нас се на пат, значи имаме ние на клиниката за неврологија и на клиниката за психијатрија отворени кабинети со деменција. Сега за сега, кај одреден мал број на пациенти, кога се работи за пресенилна деменција, се пуштаат примероци од ликвор во странски лаборатории, меѓутоа се гледа да се створат услови за да се направи кај нас лабораторија во случаи кога се работи за пресенилна деменција. Во случаи кога се работи за деменција над 56 години, во сите амбуланти психијатриски, невролошки ширум земјата, можат да се диагностицираат, да се одреди терапија, да се направат неврофизиолошки тестирања кои ги работи психолог. Имаме посебна палета на тестови кои, да кажам, ни помагаат во диференцијал диагнозата. Да, сега малку надлеговме во она како се диагностицира и како може да се одреди дали станува збор за деменција, за некоја форма на деменција или за Алцхаймерова болест. Значи, тешко е тоа да се направи, затоа што можеби нема некои точни, конкретни методи, но сепак, оние кои што се стручни, кои што се среќавале со вакви случаи долги години наназад, мислам дека веднаш може да препознат, а мислам дека се прави снимање на мозокот. Па може и да се види од таа снимка за што станува збор. Со оглед на тоа како оди самиот патофизиолошки процес на стварање на тие амилоидни плаки, тоа е период од години. Значи, болеста започнува продромалниот стадиум или латентниот, кога нема симптоми, може би и десетици години пред да почне самата болест и пред да почнат првите симптоми. Кога ќе почнат првите симптоми, значи и самата фаза на Алцхаймерова болест, која кажавме може да биде од 8, вообичаено просек од 8 до 10 години, и самата таа се дели на период, ран период, односно на благо когнитивно пропаѓање, средна до умерена фаза на Алцхаймер и досна фаза на Алцхаймер. Битно е да се препознаеме некаде во таа рана фаза до средна фаза, раната, да кажам, може би малку потешко, затоа што тука имаме мали потешкоти со меморија, меѓутоа тие не се толку видливи. Пациентот се уште е способен самостојно да расудува и самостојно да си ги извршува сите животни обврски. Она што може да падне во очи е, значи, пореметување на свежа меморија, меморија за свежи настани, потешко учење и запамтување на нови работи, во таа зборувам рана фаза, и тука можеме да имаме, значи, во раната фаза и малце проблеми со говорот, осиромашува говорот.
Некогаш се јавуваат и проблеми со расположение. Значи, свесен е пациентот дека почнува да заборава. Може да се препокрие со една депресивна симптоматологија. Може да се препокрие со една апатија, со една незаинтересираност. Тоа се суптилни знаци и тука можда некогаш не можам да кажам дека е мисдиагноза, затоа што се поклопуваат и симптомите на депресија и раната фаза на Алцхаймер. Многу тешко е да се открие што е што. Да се направи разлика. Во секој случај не се контраиндицирани лекови за депресија ни кај болни од Алцхаймер и ги даваме. Тогаш, значи, правиме според токот на болеста. Очекуваме доколку во тој период се јави некоја депресивна епизода, дека со помош на терапија, со помош на давање на нови антидепресиви што ни се на располагање, со помош на когнитив бихевиорал процедури кај терапевтот, кај што оди пациентот, ќе постигнеме некое подобрување на расположението. Додека тоа отсуствува, доколку се пролонгира, тогаш мораме да бараме и го пратиме пациентот подолго време, за да видиме што ќе излезе од тоа кога би ги вклучиле новите терапии што ни се достапни, а што ги даваме во протокол кога ќе диагностицираме едно заболување. Колку самиот пациент е свесен дека нешто се случува со него и колку тоа го прифаќа, или најчесто околината станува свесна, па таа ги забележува овие промени кај личноста, па таа ќе му сугерира, може би ќе го наговори да дојде да направи еден преглед. Многу тешко одат тие работи. Првенствено, никој од нас не сака да се помири, да се соочи со тоа дека нешто му се случува, дека почнува да заборава и така натаму, а не дај Боже и да помисли дека станува збор за нешто толку сериозно како некоја почетна фаза на Алцхаймерова болест, а камоли пак да дојде и да се осмели да дојде на преглед и да направи некои поконкретни испитувања. Токму и затоа сме овдека да ја подигнеме свеста, да се скинат тие бариери, да се редуцираат, за да луѓето бараат помош и кои ќе ги забележат и семејството и самиот пациент. Во таа прва фаза тие се покритични и можат и да се пожалат на својата околина. Заборавам, меѓутоа се уште не се видливи симптомите, како што ќе кажам, да дојдат на лекар и да се пожалат само за тие симптоми. Кај доктор психијатар, кај доктор невролог, кај ќе се обратат по разговорот, по неколкуте средби, по реакција, пак ќе кажам како ќе реагираат на поставената терапија. Со самите средби може, со самиот разговор, да се наслути дали болеста би поминала во евентуална Алцхаймерова болест. Раната и средната фаза, средната и умерената фаза, се извинувам, веќе има малце поизразена симптоматологија. Тука доаѓа баш до видливо опаѓање на мемориските способности. Значи, опаѓаат мемориските способности, опаѓаат тие когнитивни способности, опаѓа вниманието, опаѓа интересот, опаѓа сеќавањето за тоа што се случило денеска. Ако го прашате пациентот... Дали паметат настани кои што се случиле од поодамна? Значи, долготрајната меморија е очувана во средна до умерена фаза. Меѓутоа, сегашната краткотрајната меморија се нарушува. Памтењето се нарушува. Говорните способности почнуваат да трпат. Фондот на зборови се осиромашува. Употребуваат конфабулации, например, нема да им текне да кажат пиџама, туку гардероба за спиење. Нема да им текне во моментот. Заборавањето. И тоа станува впечатливо, затоа што е невообичаено заборавање. Не е тоа сум ги заборавил на очарите да ги ставам, па не се сеќавам затоа што сум деконцентриран, затоа што сум заморен, туку може да се најдат во фрижидер, може да се најдат во шкафче за кондури, на нетипични места. Значи, пошто се друго впечатливи. Опаѓа интересот за околината, опаѓа интересот за надворешните случувања, почнуваат да се дезориентираат во однос на простор, почнуваат да се дезориентираат во однос на време. Се случува да излезат на улица, да не знаат да се вратат дома. Се случуваат да почнат да готват, да не знаат да го доправат ручекот. Се случува да се облечат,
да ја сменат страната или несоодветно да се облечат. Сето тоа така постепено проградира кон најтешкиот стадиум на Алцхаймер, кој е доцен Алцхаймер, кога веќе пациентот или болниот од Алцхаймер не ги препознава ни своите најблиски, не се препознава ниту себе, затоа што таа ориентација се нарушува во склоп на тие когнитивни функции, па дури се гледа во огледало и не се препознава себе. Не ги препознава најблиските, не го препознава местото на живот, не ги препознава луѓето, тогаш се губи во тој стадиум и минатата, меморијата од минатото, така подолготрајната меморија, и доаѓа до едно осиромашување и пропаѓање на личност. До крајниот стадиум, кога веќе самата дегенерација прави невролошки фокални испади, залежуваат во кревет и тие не умираат од Алцхаймер ко сама по себе болест, туку од последици на залежувањето, најчесто од пнеумонија, од миокарден инфаркт, од другите придружни болести кои се последица на неактивноста и на залежувањето. Губат во крајниот стадиум и можност за уринирање, осет за уринирање, за дефекација, за обавување на физиолошки потреби. Доктор Василевска, кога се подготвував за емисијата, најдов на податок дека женската популација повеќе страда од Алцхаймерова болест. Зошто е тоа така? Тоа не можеме да го откриеме, а и немам точен податок. Можно е, меѓутоа немам точен податок затоа што во нашата пракса имаме заболени од деменција и од машка и од женска популација. Таква епидемиологија не би можела да ви кажам врз основа на пол. Така. Затоа што сепак и ризиците се во глобала и за мажи и за жени, кога ќе дојдеме да разговараме за ризиците од Алцхаймер, тие се однесуваат на двата пола. Така. Сега рековме дека тешко е да се диагностицира, но сепак постојат методи, се прават некои тестови со разговор, преку разговор со блиските, добивате информации како се однесуваат, што прават, значи како изгледа едно нивно секојдневие, затоа што вие не можете да имате информации за еден нивни, да речам, ден, како изгледа. Колку соработуваат семејството, најблиската околина со вас? Кога ќе има свесност во едно семејство, ќе има и соработка. Кога ќе нема свесност во семејство, доаѓаат во касен стадиум, кога и соработката и симптомите се многу потешки. Меѓутоа, кога ќе ги донесат на време, без разлика за заборавање, почнала заборава, чудно однесување, снижено расположение, безволие, незаинтересираност, тогаш ние имаме некои кратки тестови, што ги работиме на лице место во нашите амбуланти. Тоа се едноставни тестови и апелирам доколку некој доаѓа да не забораваат пациентите да носат наочари, затоа што често пати во самиот тој процес ми е како хендикеп што не носат наочари со себе, па не може да ги извршат, затоа што сепак тоа треба да се нацрта, да се реши. Затоа што во когнитивните функции припаѓа и самото цртање, самата ориентација, и ние низ тие тестови не го оценуваме само помнењето, има една краткотрајна мини-ментал скала која се состои од 7 прашања и ние по бодови си ги поставуваме прашањата, оценуваме во која фаза на Алцхаймерс или деменција, без разлика, тој тест важи за сите деменции, не само за Алцхаймер, до каде дошло когнитивното пропаѓање. Имаме и некои ориентациони тестови, тест со часовник, тест со геометриски фигури. Тие си имаат своји специфики, сега сепак е тоа специфична работа, би губеле време кога би го повторувала, тоа се алатки кои се користат и кај лекарите од матичните лекари исто може да ги искористат и кај нас во ординациите за една побрза проценка. Затоа што сепак ние сме скратени во време, имаме многу пациенти, нема доволен број на психијатри, невролози во градот и во регионот, така да немаме толку можност да посветиме внимание, но сепак овие ни се итекако
потребни еден патоказ како да ја тераме работава и терапијата понатаму. Доколку диагностицираме и видиме дека на тие кратки тестови ќе се појават одредени отстапувања, тогаш ги праќаме пациентите на психолог, каде што ќе се спроведат невропсихолошки тестирања, кои се малце пообемни и ќе дадат поточни резултати, поточна слика. Во главном тестовите се задоволителни. Може врз база на клиничката слика и врз база на тестови да се воспостави доколку се работи за една ваква болест. Пак ќе назначам дека е проблемот доколку дојде во таа рана фаза, во латентна фаза, диференцијал диагностички кај пресенилни деменции. Така да тука веќе, доколку се работи за некој пациент кој е на помлада возраст, јас лично, не знам како колегите работат, можам за мене да кажам дека тогаш веќе почнува соработката со клиниката за неврологија или клиниката за психијатрија, ги упатувам пациентите во Центаров за деменција, каде што ќе биде направена нивна експлорација, затоа што тука се јавува и нов проблем. Тоа се вообичаено работоспособни луѓе кои очекуваме да се јави една хронична болест, која нели ќе донесе за неколку години до работна неспособност и за таа цел ние мора да имаме соработка и со клиничкиве центри. Колку во вашето секојдневно искуство се соочувате со она реплика, па добро да е старе заборава или стара е заборава? Значи како да е се едно и како да е тоа нешто нормално. Нормално не, но неминовно. Сите се соочуваме со дегенерација на сите органи, така како што ни старее кожата, така старе и мозокот. Така да несомнено е да се соочат со заборавање. Меѓутоа да не направиме паника, не секое заборавање е Алцхајмер. Како? Ја што ги прашувам моите пациенти? Можда е подобро вака сликовито. Доктор, ке заборавам. Што заборавате? Дали се сеќавате што доручкувавте сабајле? Да. Дали го направивте јадењето? Да. Дали ставивте од сите потребни состојки? Да. Значи, тоа е нормално заборавање. Заради резултат и млади забораваат личности. Стрес, анксиозност, деконцентрација, премногу обврски, префорсираност. Меѓутоа, тоа е нормален процес на заборавање. Меѓутоа, дали заборавивте кој ден, ако не работат пациентите, и често не знаат кој ден е, тоа не ни е валидна ориентација да прашаме кој ден е, меѓутоа, кое годишно време е. Дали ви се случило да ставите место шекер сол во јадењето? Дали сте почнале да готвите, ево, пак на жените се навраќаме, па сте прекинале затоа што не ви текнува како треба да продолжите со ручекот? Тоа се прашања кои може да укажат дека се работи за евентуален Алцхајмер. На мажите, дали сте излегле, дали сте прошетале, па одеднаш да не се сеќавате каде сте, во кој дел од градот, да треба да седнете, да се сетите, или нешто сте виделе, сте слушнале, сте се виделе со некого и до крајот на денот не можете да се сетите дека воопшто се остварила таа средба. Тоа е тој тип на заборавање. А заборавање од расејаност, ја мислам дека се разликува малце повеќе од овие првични симптоми. Така, и тоа ако е заборавање од премореност, расеаност, недоволно концентрација, тоа се случува еднократно. Значи, денес може би ќе заборавиме, ама не jutре и задутре, ако сме подморени. Исто и со имињата. Многу често се заборават имињата, меѓутоа не можеме, секој заборава имиња, дури и на блиски особи, меѓутоа во текот на денот ќе се присети. Овдека немаме присеќање, може да трае тоа ден, 2-3, да не може да се сетат, па може да има некој луциден период, меѓутоа како што оди времето, така се приметува дека е нешто вон вообичаено заборавање. Сега, како треба пред се семејството, како, да речам, најблиски на тој кој што има проблем и средина каде што живее истиот, а и околината, како треба да се однесуваме кон ваквите личности? Дали треба да им потенцираме дека имаат проблем, или пак треба тоа на некој начин да го занемаруваме, да се однесуваме нормално со него, доколку повеќе пати не праша едно исто, ни постави едно исто прашање, ние
да одговориме на тоа прашање онолку пати колку што ќе не праша, или пак да му потенцираме дека тоа веќе не прашал претходно. Како треба да се однесуваме? Значи, во средните и доцните фази на Алцхаймер се поизразено е тоа репетативно поставување на прашања кое на вистина може да биде напорно за средината. Меѓутоа, во таа фаза од болеста се губи критичноста. Во порана фаза на болеста, доколку опоменеме, може да се јави чувство на вина, срам, повлекување. Во доцнежната фаза, во средно и доцен Алцхаймер, веќе нема критичност пациентот, без разлика колку и да му кажеме прашавте, повторно ќе праша, затоа што нема критичност. Така да ништо не сме добиле со тоа што ќе укажуваме, со тоа што ќе се нервираме, мора да има домашните големо страпление. Значи, да го насочат, да го рефокусираат пациентот на нешто друго, да го свртат вниманието на нешто, затоа што колку и да сакат, не ќе може повторно ќе го постави истото. Треба големо страпление, затоа е ова болест која е многу тешка и многу тажна. Затоа што на вистина не само што го исцрпува пациентот, туку ги исцрпува и домашните, кои сите се со своји обврски, секојдневни, тековни, работни ангажмани, семејни ангажмани. Како можеме да ги анимираме ваквите личности во она фаза кога тоа е возможно? Кажавте дека има неколку фази оваа болест. Значи во она фаза, во една порана фаза кога може да се анимира, да се занимаваат со нешто, па меморијата малку повеќе да им работи, што се вели. Што може да прават еве тие во... Доколку се работи, пак ќе кажам, средно доцен и доцен Алцхаймер не можеме многу да направиме. Меѓутоа, во раните фази, што повеќе да се активираат со активности. Учење нови работи, пешачење, секакви животни активности, решавање крстозбори, секаква ментална активност која ќе направи што подолго да се задржи менталниот капацитет на пациентот. Секако со тоа што ќе биде поактивен, физички поактивен, ќе пешачи, ќе шета, ќе одржува и поздрав начин на живот. И тоа е еден од начините на пролонгирање на самата болест, нели, на пролонгирање на добри стилови на живот. Меѓутоа, можда би требало да зборуваме пред да се случи тоа на едно поглобално ниво, так. Стално зборуваме за тој добар стил на живот, меѓутоа имаме предиспозиции или голем процент овие здрави животни насоки имат улога во превенција на самата Алцхаймерова болест, затоа што сите фактори кардиоваскуларни се и ризик за Алцхаймерова болест и за општо деменции од други. Значи да не ги набројувам: шеќерната болест, високиот крвен притисок, гојазноста, прекумерна гојазност, сите тие се фактори, намалената физичка активност, лошата исхрана, полна со заситени масни киселини. И тоа сакам да ви прашам околу исхраната. Што би можеле да внесуваат овие личности за можеби малку да не да се подобри, туку да стагнира, да се забави овој процес? Значи, рековте недостаток на некои... стил на исхрана, повеќе... Протеини, да се практикува со помалце заситени масни киселини, повеќе незаситени масни киселини, повеќе овошје, зелен суп, фибри. Пак ќе кажам, веќе секаде само за тоа се зборува, меѓутоа ние за жал во овој наш милје во кој живееме, некако слабо го практикуваме. Физичка активност и превенција на сите овие фактори на ризик, меѓутоа благовремена. И да не го заборавиме алкохолот, затоа што голем број на деменции се како резултат на прекумерна употреба на алкохол. И нели самиот алкохолизам во подоцнежните фази дава до една дементна слика и кај пациентиве што конзумираат алкохол. Така да и тоа е голем фактор ризик за пушењето и алкохолот. Така. Јас не смеам да заборавам дека време е веќе за реклами, малку ќе ве одморам, кратка пауза ќе направиме, па продолжуваме на оваа интересна тема. Кам, постојано ниски цени. Ајвар 660 грама, 119 денари.
Свинска пршута 175 грама 122 денари. Тарана 350 грама 12 денари. Течен сапун 300 мл 1+1 гратис 105 денари. Кам, купувај мудро. Производство и изработка на огради, монтажни скали и конски работни маси од Инокс. Внимателно одбрано. Безпрековно изработено. Данкат, село Мислешево, Струга. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од собствено производство. Житолеп Охрид. Викенд акција во Миса Маркети. Доритос 100 грама, тако и начо 39 денари. Палома тоалетна хартија 8+2 гратис, трослојна 115 денари. Кармела наполитанка 400 грама 55 денари. Карлсберг пиво 0,5 литри стакло 45 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Примариус доктор Флора Доколумани, гинеколог со долгогодишно искуство во гинеколошката пракса, нуди здравствена заштита на женска популација над 12 годишна возраст. Наш фокус е репродуктивното здравје кај девојките и жените со цел намалување на морбидитет и морталитет. Ве повикуваме на редовни консултации и прегледи за да ги откриеме и превенираме причините за воспалителни состојби, хормонски пореметувања, предмалигни болести и состојбите кои доведуваат до стерилитет. Имаме добри искуства кај брачен инфертилитет со помош на комплементарна медицина, односно алтернатива со биопродукти. Вршиме едукација на животниот стил во пубертет и менопауза, прегледи и совети за нормален тек на бременоста и заштита од ризична бременост. Специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство Превентива Струга на улица Караорман наспроти Топшоп. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во мини базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, фризерско студио Анита. Продолжуваме ние со нашиот разговор. Сигурна сум на задоволство на гледачите. Интересна и актуелна тема, посебно за оние кои што се соочуваат со ваков проблем или имаат во семејството ваков проблем, или пак и за сите оние кои што сакаат на некој начин да се информираат, па ако можат да превенираат да не дојде до она најтешката фаза на Алцхајмерова болест. Зборувавме од каде потекнува, која е симптоматологијата, како може да се диагностицира и така натаму. Сега некако логично следува како се лекува оваа болест. Конкретен лек не постои, но постојат некои субститути кои што можат да помогнат. И како се оди, значи како сето тоа, затоа што и тука имаме некои фази во лекувањето. Веднаш не се оди со тој лек кој што е најакиот и зависно од таа фаза во која што се наоѓа. За жал болеста не се лекува. Нема најдено лек кој што ќе излекува болеста. Значи тие бета амилоидни плаки, тие тау протеини не може да се разбијат. Меѓутоа може да се одолжи. Да кажам да симптомите малку се поспонираат. Значи, постојат два типа на лекови кои што се регистрирани за болеста Алцхајмер и ние имаме по еден представник од двата типа лекови кај нас во нашата земја, така да тие ги даваме на нашите пациенти.
си имаме протоколи во кој период на болест кој лек се дава. Пак ќе нагласам и за пациентите кои ги примаат и за домашните, дека тоа не се лекови кои веднаш ќе се почувствуваат. Зошто вака зборувам? Вообичаено никој не доаѓа кај доктор психијатар или ретко кој, пак ќе кажам, свеста доколку е поголема во семејството, ќе дојдат кога ќе настават тие пречки во меморија на почеток. Меѓутоа, најчесто се јавуваат кај нас пациенти, веќе кога ќе имаме кај нив и така наречени бихевиорални потешкоти. Што значи бихевиорални потешкоти? Бихевиорални потешкоти се потешкоти во однесувањето. Како последица на сите овие симптоми, на нивна збунетост, на нивно непрепознавање, на нивно несеќавање, на нивно мислење, неможење да се ориентираат во простор, се јавува еден интензивен страв кај тие пациенти. Зборувам за доцните и касните фази на Алцхаймер. Значи, таа збунетост раѓа една интензивна анксиозност, еден интензивен страв, една интензивна сомничавост. Тие нема да може да го најдат паричникот, па ќе мислат дека им го украл некој, или нема да ги најдат на очарите, па ќе мислат дека некој влегол им ги украл. Не можат да се ориентираат, ќе мислат дека кој знае што се случува. Така да се ствара кај нив анксиозност. Таа анксиозност понекогаш може да помине и во бес, може да помине и во агресија, може да помине и во непримерно однесување. Вообичаено, кај најголем број од пациентите доаѓаат за тие симптоми. Тие симптоми со овие средства што се во протокол на лекување на Алцхаймер не се тргаат, туку се ублажуваат. Да кажам, 6 месеци треба да се прима еден лек за да може да се ублажат тие симптоми. Меѓутоа се полесно подносливи и подобри за пациентот, затоа што ќе зборуваме за долготрајна и хронична терапија. Меѓутоа, некогаш доаѓаме во состојба да мораме и овие бихевиорални симптоми, симптоми на без, симптоми на агресија, на ноќно лутање, на бегање од дома, да ги ублажиме, затоа што не може семејството да е нон-стоп присутно и да ги пази 24 часа, да ги мониторира. Затоа мораме да дадеме и некој од другите палети на лекови, кои што ќе се циљано за по симптоми и, за жал, ни тие секогаш не делуваат. Па и понатаму семејствата се соочуваат со големи проблеми, а и самиот пациент, затоа што го става животот во опасност. Да го ограбат, да се изгуби, да не може да се најде. Ево, слушам и повестите, пронајден возрасен човек некаде, тоа е веројатно настаната дезориентација, изгубен со неможност да се врати дома. Дали овие лекови се наоѓаат на позитивната листа затоа што многу често, земајќи ја во предвид економската состојба на граѓаните, не ги земаат некои лекови затоа што едноставно им се скапи, не можат да се ги дозволат. А овие лекови се поприлично еден од тие лекови, се поприлично скапи. Тоа е лекот донепезил, кој е еден реверзибилен инхибитор на ацетилхолинестераза, е индициран за рана до средна фаза на Алцхаймерова деменција, е достапен на позитивна листа и го има од повеќе производители. Вториот лек, кој се дава веќе во средна до доцна фаза на Алцхаймер, мемантин, не е на позитивна листа. Меѓутоа, ако излезе на пазар со некоја цена од 2000 денари, сега веќе е намалена цената, е редуцирана. Колку е поднослива, не знам, тоа е дискутабилно да се зборува, меѓутоа се уште не е на позитивна листа. Дали тука може да се направи нешто затоа што кажуваме дека колегите што се во тие комисии работат на зголемување и стално се бара. Секој лекар сака да има голема палета на лекови пред се. Така да верувам, а докаде не би можела да кажам, затоа што не учествувам во тие комисии. Меѓутоа мислам дека се прошируваат полека. Не е една патологија, се повеќе патологии и сите лекови, нели, полека треба да си ја најдат својата застапеност. Сега тука сакам да се надоврзам колку системот, значи колку државата, колку другите институции прават или не прават за да им помогнат на овие луѓе кои го имаат овој проблем и на нивните семејства. За жал тука сме многу инсуфициентни. А како што е прогресијата, нели, на развој на Алцхаймерова болест, и те како ќе ни треба.
Второ, многу стари луѓе се останати сами овде кај на овие подрачја. Ние сме печалбарски краеви, а да кажам исилувањето сега е многу по масовно. Позастапено, да. Позастапено, така да навистина се соочуваме со ситуации кога ќе ни дојдат пациенти што не знаеме каде ги упатиме. Доаѓаат сами, се дезориентирани, ние немаме толкави капацитети да ги држиме, да ги чуваме кај нас пациентите во недоглед. Кај нас се чуваат акутни пациенти со акутни болести. Ова се работи за хронична болест. Може да се почува, да се диагностицираат. Ние во протокол, кога ќе поставиме сомнение, правиме и компјутерска томографија на мозокот. Зошто? За да исклучиме кој тип на деменција. Дали се работи за васкуларна деменција, која нели има многу побрза прогресија, многу побрзо се развива, или можеме да ја сврстаме во деменција од типот на Алцхаймер. И тогаш првичното влошување може да го истера на невропсихијатриското оделение во Општа болница Охрид. Меѓутоа, репетирачки хоспитализации заради овие бихевиорални потешкоти, заради вознемиреност, заради без, заради агресија, заради дезориентација, не можеме да го збринеме кај нас. Тоа е тек на болест кој ќе се развива во зависност од личноста, во зависност од карактерот, во зависност од преморбидноста на еден човек. И така да тука сето тоа паѓа на тежината на семејството. Доколку има семејство, доколку има семејство, доколку нема семејство, немаме ни доста обучен персонал кој би им помагал. Мора да се најде начин да се отворат повеќе дневни центри и да имат пациентите семејство, тие мора да ги збринат некаде преку ден. Во доцната фаза на Алцхаймер ние пишуваме туѓа нега и грижа и таа е 24-сатна потребна. Навистина, затоа што тука доаѓа до неможност да ги извршува сите животни активности. Значи, тогаш се соочуваат тоа семејство со потреба некој постојано да биде со пациентот. Кој е тој што ќе биде кога се знае дека секој треба да работи, треба да да бидат провајдери за своите семејства, за помладите. Така да навистина имаме тука многу работа, ќе имаме сите ние, ние во помош, во однос на лекување, во однос на превенција, социјалните служби, службите на државата, да се формираат повеќе дневни центри, геријатриски институции, навистина е огромна потреба. Сега баш ми спомна пред некој ден, дојда исто така загрижени, да кажам, деца од пациент со Алцхаймер, кои веќе нормално се исцрпени затоа што болест е долготрајна, и за приватен дом во Битола имало листа на чекање од 800 пациенти. А мораме да сме реални. Веќе не се работи за предрасуда дали ќе се дочува. Родителот во доцна фаза на Алцхаймер, кој ни е мил и драг, меѓутоа е опасен за околината, од тоа што може да си наштети себе си, од тоа што може да запали куќа, може да запали шпоред, не се критични и веќе тука е неопходен 24-часовен мониторинг и присуство на некој лице да се превенира поголема катастрофа. А ние во Охрид, за жал, немаме ниту старички дом. Нема, за жал. Пак ќе кажам, за жал. Ниту за оние кои што се релативно здрави да може да се згрижат таму, а камоли за луѓе кои што имаат ваква потреба. Нема, ние имаме геријатриско оделение, кое мислам дека е стално полно. Има еден дел во болница Свети Еразмо, каде исто така може да се згрижат. Меѓутоа, сепак тоа е малку со оглед на пораст на број на пациенти со деменција и со Алцхаймер. Сега, за самиот крај, веќе тука сме некаде, времето изминува за ова емисија. Каква е ситуацијата во Охрид, конкретно, во нашата општина, кога зборуваме за ова болест? Точни податоци не би можела да ви кажам. Но дали е во пораст и кај нас? Сепак е во пораст. Да, во пораст затоа што со јакнењето на јавната свест, самите фамилии ги носат порано пациентите. И навистина и по самата прескрипција и по статистичкиве
листи се гледа дека бројот на новооткриени заболени од Алцхаймер во некоја фаза на Алцхаймер кога треба да се третира, расте. Значи веќе се откриваат пациенти и во порани фази. Можам да кажам дека имаме и неколку пресенилни деменции во градот, кои се на возраст под 65 години, кои се и дури на млада возраст, на кои дури и добиле инвалидски пензии. Меѓутоа, тие се неколку, колку што јас знам, пациенти болни со Алцхаймер и со други типови на деменција се повеќе. Точна бројка не би можела да ви кажам, меѓутоа е во пораст. Дефинитивно е во пораст по број на прегледи, по број на прескрипции на лекови и по се може да се заклучи. Сега, навистина, што да кажеме, е тажно. Е тажна болест. Зошто? Таа е тивок убиец на свесноста. И другите болести, не дека се весели, болестите не се весели. Меѓутоа, кога човек е осиромаши, кога се она што инвестирал цел живот, фамилија не се сеќава на најблиските, дом не се сеќава дека му е дом, кариера, образование, емоции, Всушност си го се тоа заборавил си го целиот заборавил живот, да. целиот живот. И навистина е една тажна слика, за жал, се случува. Најдобро е да не се случи. Тоа е најголемиот лек, но бидејќи работите се такви какви што се и сите предвидувања кажуваат дека оваа болест понатаму уште со позабрзано темпо ќе прогресира, рековме до 2050-та, дури за 4 пати ќе биде зголемен бројот на пациенти од оваа болест. Час поскоро треба да се направи нешто конкретно. Еве и нашиот град веќе нека се реализира тој долго најавуван проект за изградба на старечки дом, за да се згрижат ваквите луѓе, да им се олесни и нима и на семејствата, а и државата исто така. Се она што може да се помогне, да се помогне. Во светот се прават напори и сериозно си ја сватиле работата во однос на сериозноста и на самата болест. Се прават напори во светот, меѓутоа и таму изискуваат голем број на средства, а исто и кај нас. Сепак и да се однесе еден човек во дом за згрижување, и за тоа се потребни пари. Не верувам дека ни една држава е толку моќна за да ги обезбеди, со оглед на податоците, да ги обезбеди тие услови, така да секако пак товар паѓа и финансиски во однос на згрижување на тој пациент. Многу голем товар паѓа на самото семејство. Меѓутоа, во секој случај, кога ќе дојде до вакви доцнежни фази на болеста, е многу подобро да бидат згрижени, а не само згрижени, него да е тој дом современ, да не е само дом, туку да има дом каде што ќе има и за тие стари луѓе некој социотерапевска заедница, каде што нешто ќе се прави. Така, некои активности ќе се превенираат, некои стимулации кои ќе им делуваат пријатно, дали тоа ќе се со музикотерапија, дали тоа ќе е со некој вид на терапија, има повеќе социотерапевски пристапи, кои може да се аплицираат и кај овие лица, да и тој дел од нивниот живот биде попријатен, поблагопријатен. Да им овозможиме достоинствено да си го завршат својот живот и својот век, затоа што навистина секој човек го заслужува тоа. Ви благодарам за учеството во Лупа. Уште еднаш ќе повторам, навистина актуелна тема, интересна тема и корисна тема за граѓаните. Повторно ќе направиме уште некоја емисија, дали на ова или на некоја слична, затоа што добро е луѓето да се информираат и да се едуцираат. Само кога сме добро едуцирани, тогаш можеме да си помогнеме и ние, а и на тие околу нас, на вистински начин. И јас би ги поздравила слушателите и уште еднаш би апелирала да се задржиме на здравите навики на живот, кои не се само здрава храна, меѓутоа и сите оние пријателски, емоционални врски кои постојат меѓу луѓево, што некако почнавме да ги забораваме. Секоја емоција раѓа импулс, секој импулс раѓа заинтересираност и самата таа заинтересираност ги држи нашите мозочни неврони во тонус.
Мора да ги држиме, мора да се дружиме, мора да се сакаме и така, и тоа ќе биде дел од нашиот здрав живот, за да не дозволиме ова чума да почне да хара и овдека на овие наши простори, како во западниот свет, каде што сепак и самото отуѓување може да биде причинител за пораст на Алцхаймер. Така. Да му дадеме на мозокот мотив за да работи со полна парја. Благодарам уште еднаш и до некој наредно видување.